Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Јас сум Елена Джебар, психолог и психотерапевт, а во оваа епизода ќе ти споделам брзи и многу кратки вежби за смирување. Реалноста е дека живееме во свет кој што е многу брз. Темпото е многу брзо, имаме се помалку допир со природата и се повеќе и повеќе доживуваме анксиозност. Реалноста е дека, особено после пандемијата во 2020 се случи еден огромен пораст и на анксиозноста, меѓутоа и на паничните напади, а и депресијата. Во денешната епизода сакам да ти споделам многу кратко и многу брзо техники кои што може да те поддржат и да ти помогнат брзо да се смириш. Не сите делуваат кај секако веднаш, меѓутоа овие се докажани и доколку ги практикуваш редовно и често, верувам дека во моментот на голем стрес ќе ти помогнат. Светската здравствена организација постојано објавува и истражување, и споделува, и реалноста е дека ние сме бомбардирани со многу информации, со многу обврски, социјалните мрежи нудат се и се што, и многу често нашето тело реагира како да сме во опасност, срцето ни чука брзо, дишењето ни е плитко, мислите ни се вртат буквално како вртлок, но едно што е добра вест и што е најважно да се сподели е дека нашето тело природно знае како да се смири, односно буквално како да имаме еден вграден прекинувач кој што може да ни помогне. И ова се работи кои што многу ги зборувам во мојот вебинар Смирена, кој што може во било кое време да си го набавите во онлайн продавницата која што веќе е активна на мојот вебсайт. Многу мина од вас кои што го слушате овој подкаст веќе ја имате и знаете точно за што станува збор. Затоа што таму споделувам дека ова не е нешто магично, ова не е нешто измислено, туку буквално станува збор за невронаука. Што да правиме понатаму, односно што доколку сте премногу вознемирени. Прво сакам малку научно да ви споделам дека воздухот, односно дишењето е нешто кое што најмногу може да ни помогне. Ако размислите на кој орган единствено може да, витален орган единствено може да влијаеме, тоа се белите дробови. Ние не можеме на ниту еден друг орган свесно да влијаеме за да го смириме. Значи не можеме да го смириме срцето, не можеме желудникот, не можеме мозокот, меѓутоа белите дробови можеме, затоа што ние свесно можеме да правиме промени во дишењето, што значи дека дадено ние природно да фактички ни самото дишење ние можеме да го промениме начинот на кој што ние се чувствуваме или во моментот да можеме да направиме големи промени не само во мислите, туку и во телото. Сега ние кога сме под стрес, белите дробови се многу пополни со јаглеродиоксид и тоа е нешто што го активира симпатичкиот нервен систем. Тоа е оној момент на борба или бегство. И затоа физиолошки, доколку двојно вдишуваме низ нос, а долго издишуваме низ уста, го отстрануваме вишокот на CO2 и на тој начин се забавува срцето и се активира парасимпатетичкиот систем, односно одморот и релаксација. Не би сакала денес премногу да влегувам во оваа тема, ова е доста обемно и сметам дека не ви е во овој момент потребно, затоа што сакам баш да се задржам на најбрзата и наједноставната техника како да се смириш инстантно кога ти е тешко, а истото може да го споделите на најблиските, па секако и на дечињата. Постојат многу истражувања и повеќето истражувања за најефективните техники за намалување на анксиозност се токму ова. Длабоко дишење 2 пати, кој што буквално дури до 30% може за 5 минути да ве смири, а долго издишување низ уста. Сега, јас сакам да додадам уште нешто, односно сакам да ви го споделам ова уште нешто, затоа што, односно да го додадам допирот, да бидам директна, затоа што допирот, особено на градите, го стимулира вагосниот нерв, кој што е најдолгиот нерв во нашето тело, што го контролира и срцето, и дишењето, и варењето. И кога тој нежно се допира, значи кога ќе ги допреме градите нежно, се зголемува тонусот на вагосот и тоа е нешто кое што помага да се ослободи окситоцин, што понатаму го смирува телото и се намалува кортизолот, односно хормонот на стрес, за 20 до 40% и затоа комбинацијата на вдишување двојно со долго едно издишување и допир на градите е нешто кое што може многу инстантно да ни помогне за да се смириме. И ова е нешто кое што трае буквално 60 секунди, значи 1 минута. Може да, да правите седејки, лежејки, стоејки, дури да сте во јавност без никој да ве забележи и тоа да изгледа вака. Седете или застанете со исправен грб, идеално е да е исправен грбот, ако сте во паника, најдете си некој тивко место, може да е дури некој тоалет,
за да се осигурите дека дишењето ќе ви биде ефикасно. И ставате ги рацете, значи важна е положбата на рацете, ставате ги како да се прегрнувате самите. Пример, десната рака ставате на центарот на градите, каде што ви е срцето идеално. Може малку погоре, баш онаму каде што ја доживувате, односно ја чувствувате душата. Левата дланка ставате малку под градната коска, или тоа е соларен плексус, значи на стомакот, и притиснете нежно како да се прегрнувате. Ова е нешто кое што директно ќе го стимулира вагосниот нерв преку кожата и нормално преку мускулите. И ако сте во јавност и ви е непријатно, користете само една рака, затоа што ефектот ќе биде сличен. Затворете си ги очите, или пак намалете го погледот, фокусирайте се некаде ка внатрешно, а не надвор. Ако не можете скроз да ги затворите, гледате во подот, ето на некои 45 степени од прилика, за да се намали визуелниот стрес, за да се смири мозокот. И почнете со двојно вдишување, значи низ нос. Пополнете ги белите дробови 70-80%, или колку можете скоро. И додете кратко, значи мало вдишување вториот пат. И потоа наеднаш долго, бавно издишете низ уста. Значи низ уста може тоа да трае 6 до 10 секунди, зависи од обемот на вашите бели дробови. И ова ако го вежбате подолго време, ќе видите како за 1 месец ќе имате многу поголем распон на белите дробови, многу повеќе ќе можете и да вдишувате и да издишувате. И идеално е, доколку не ви е незгодно, доколку имате простор и можност, да испуштите тивок звук. Значи, било што и да ви доаѓа природно, како да дувате свеќе оддалеку. Ова е нешто кое што ќе го намали јаглерод диоксидот, односно ќе го отстрани, ќе го забави срцето и ќе го активира парасимпатичкиот систем веднаш. И ќе видите како буквално за 60 на секунди напнатоста ќе ви излезе од телото. И ова е она размисли 10 секунди пред да кажеш нешто. Јас би рекла околу 1 минута, можеби минута и пол ќе се потребни за да се смирите. И ако вас ве смирува, ако вас ви помага, кажувајте си нешто во вашата глава. Значи, овој момент ќе помине, безбедна сум, јас ја држам контролата, се е во ред, не сум во опасност. Мислам, некои зборови и работи или мантри кои што вас ќе ве поддржат и ќе ви помогнат. На многу ми не им помага тоа, јас сум безбедна, на безбедно место сум, се е во ред, не е ништо страшно, ова е само мисла, не се што мисламе вистина и така натаму. Мислам, зависи од кое место и од која позиција ви се случува оваа анксиозност. И ако сте почетник, вежбајте го ова неколку пати дневно, ќе видите како многу полесно ќе може да се смирувате. Значи, оно што сакам да го споделаме, природно е да не сме постојано смирени, но смиреноста е нешто кое што се вежба, односно нешто кое што може да стане автоматски со текот на времето. Секако во некои големи тешки периоди од животот кои што сме преплавени, можеби оваа техника нема веднаш, да ве смири во моментот, нема да ги запре мислите, но телото ќе го смири. Значи, тоа сакам да ви го донесам како нешто многу значајно и важно, дека ако вие брзо дишите, ќе зголемите анксиозноста, ако го задржувате здивот, исто така ќе зголемите анксиозноста, ако го прескокнете допирот. Идеално е доколку имате некој близок на кој што ме верувате да може да се случи таа преградка. Меѓутоа, ако овие работи вие ги прескокнувате и не ги правите свесно, многу потешко ќе се смирувате. А доколку свесно ги контролирате белите дробеви, затоа што тоа е нешто што може да го правите. И затоа е оној моментот на свесно дишење, длабоко дишење, затоа што ние природно имаме дар да можеме сами да си го смируваме нашето тело преку дишењето, односно преку белите дробови, бидејќи ќе повторам, тоа се единствениот витален орган на кој што ние свесно можеме да влијаеме. И нешто еве како стручно кое што би го дала како некоја можеби практика која што може да се интегрирате, е тоа да ова стане дел од вашата рутина. Можете наутро да пробате ова свесно да го правите. Значи неколку секунди, тоа може да го правите буквално додека ја чешлата косата, додека се шминкате, средувате, спремате од сабајле, да не биде нешто кое што е, значи ова не е некоја рутина која што бара да вие пишувате дневник од сабајле, па не знам да медитирате 20 минути, не. Само свесно дишење. Свесно дишење, 2 пати вдишувам, еднаш издишувам долго, се допирам, значи, со едната дланка на срцето, со другата рака на стомакот, и тоа го правам 60 секунди и е нешто кое што во било која криза ќе ми биде буквално брза
тактика и техника да се смирам. И само сакам да ви споделам дека ова е нешто што со текот на времето може да ви стане многу буквално да биде како дел од вас. Јас сега ова кога го правам, јас ова не го правам вака свесно. Јас не знам дека го правам. Пред било каков голем настан, пред работа, пред тежок разговор, пред некакво снимање, пред некој голем, големо гостување или слично. Ова е нешто кое што го правам. Со тоа што мене најмногу ми помага кога двете нозе ми се на подот, односно кога стабилно можам да ги почувствувам двете нозе на подот, за да знам дека сум стабилна, на земја сум. И некогаш знам да го правам пред спиење, за да можам да го смирам подобро умот. И еве ве предизвикувам да си дадете предизвик во следните, да речеме 7 до 10 дена, правете го ова неколку пати дневно. Идеално е да е 5 пати дневно. И може доколку имате време и да се запишете како се чувствувате пред, како после, од 1 до 10, што се случило со анксиозноста. Ќе видите после една недела дека за просек многу ќе ви се намали стресот, односно не е дека вие ќе смените нешто надвор во околината, но ќе можете многу подобро да се држите и многу повеќе да се контролирате. Доколку е ова нешто што ти е значено, сподели го со некој кој што го сакаш, некој кој што можеби ова е нешто што требал да го слушне и може многу да му помогне. И запомнете дека анксиозноста не е непријател, само сигнал дека ви е потребна некаква пауза или некаква промена. И тивкиот допир или оној момент на баш на нежниот допир е начин да му одговорите на телото дека те слушам, се грижам за тебе, тука сум, безбеден си. И ова не е само техника која што се споделува и која што треба кој знае како да се прави, туку можеби повеќе би сакала да ви биде на лекција за сочувство кон себе си и свесно за вашата моќ, дека ја имате за да се смирите себе си без да зависите од надворешни работи, и со редовна пракса ќе си го зајакнете вашиот нервен систем, ќе спиете подобро, ќе бидете многу пофокусирани, многу пострекни, квалитетот на вашиот живот ќе се менува. Вие не сте вашите емоции, вие сте личноста што може да ги контролира вашите емоции, што може да ги менеджира буквално и не да ги притиска, туку баш да ги менеджира и да знае кога и како што да прави со нив. И затоа еве сега во овој момент дека слушате, ставете ја раката на градите, направете еден циклус, еден допир, 2 пати вдишете, долго издишете и видете што ќе се случи. Ви благодарам што посветивте 12-13 минути од вашето време. Ова време е баш на инвестиција во вашиот мир. Се слушаме во следната епизода.